Благодарам, председателе. Сосем накратко, денес на Собраниската комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство е предлог на закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од COVID-19 врз производството, откупот на грозје, винската индустрија по скратена постапка. Многу кратко, целта е да се намалат последиците во винскиот сектор како резултат на пандемијата, односно фактички се воспоставува една процедура за доделување на овие финансиски средства. Сега неколку факти ние мораме да ги знаеме, јас морам да ги кажам овде. Зошто даваме поддршка фактички на овој закон, и тоа го кажа и председателот. Лозарите имаат насушна, очајна потреба од финансиски средства. Сега за оваа година нема да дискутираме тука каква беше, имавме можност, дискутираме, само че кажам дека во овој момент лозарите во Тиквешијата и во цела Република Македонија имаат неопходна помош во делот на финансиите. И затоа јас би сакал, ако е возможно, час поскоро да бидат исплатени овие средства. Зошто е тоа така? Затоа што тие треба да се раздолжат, не да заработат, тоа е прво, и второ треба одлуката за да не одат на лозовите насади, за да ги работат повеќе, да ја променат, ако можат, да продолжат да работат. Не беше целта на оваа година неостварувањето на финансиска добивка, односно вистинската катастрофа што ги задеси да резултира да тие повторно не се вратат на лозовите насади. Односно, дел од нив веќе започнаа со ископачување. Тоа е прва работа. Втора работа е огромното незадоволство, поготово кај оние лозари кои што не успеа да го продадат. Сега ние овде зборуваме, имаме финансиска поддршка во ред за тие што предадоа. Меѓутоа дел од грозјето остана на лозовите насади. Јас би сакал во иднина да размислиме и на тие лозари да се најдеме модалитет да помогнеме. Околу процедурата, почитуваниот заменик министер што ја спомна, Државниот инспекторат собира податоци од производителите на вино и ги доставува до платежната агенција. Агенцијата врши проверка на податоците, односно дали производителите на грозје се корисници на финансиска поддршка, тоа е еден од условите. Агенцијата, платежната агенција, по извршената проверка донесува решение за исплата за секој корисник во кој е содржан износот, и она што е најинтересно овде е, агенцијата изготвува извештај до Генералниот секретаријат на влада, и фактички Генералниот секретаријат на влада врши исплата врз база на решенијата доставени од платежната агенција. За мене чудно, иако дополнителниот заменик министерот даде објаснување, сепак решенија изготвени од една институција, тоа е платежната агенција, да послужат како основа за исплата на средства преку Генералниот секретаријат, за мене е зачудувачки. Имаме реакција од винарниците во кои што поставуваат прашање зошто инспекторатот врши контрола, иако они се должни овој месец да доставуваат податоци за тоа како поминал откупот и колку откупиле. Тоа е прашање од винарниците. Зошто инспекторатот го врши кога имаме Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што ние доставуваме податоци? Јас тука ќе завршам, ќе бидам колегијален. Не станува збор за поддршка, поддршката е веќе ја имаме, меѓутоа на овие прашања доколку е во состојба заменикот министер да ми одговори. Благодарам.